Северна Македонија со договорот од Преспа доби силен партнер. Грција е далеку најразвиената земја од соседите, а тоа нашата држава мора да го искористи. Економскиот аналитичар Љупчо Зиков за 1TV вели дека можности за соработка има многу, иако тие беа прекинати долг период поради политичкото прашање. Трговската размена меѓу двете земји во овој момент е многу мала, вели тој, но тоа е знак дека можностите за трговска размена се многу големи. Сега треба да сме многу паметни и многу посветени да почнеме да носиме грчки инвеститори како странски инвеститори во нашата економија. Заради тоа што ним ќе им биде многу поедноставно да го селат капиталот на кратка релација. Значи, во тој дел ние имаме горе-доле многу убава граница помеѓу Македонија и Грција и мислам дека тоа ќе биде едноставно, како велат, френдли граница. Значи, таа ќе биде многу едноставна за комуникација на бизнисот. Тоа и сега се случува, меѓутоа проблемот е што тоа е многу малку. Со еден збор, проценувам дека постојат огромни можности во делот на IT, во делот на земјоделството и преработката на храна. Постои можност во винската индустрија, за joint venture, за заеднички инвестиции. На бизнис форумот кој се одржа во Скопје како дел од посетата на Ципрас, со кого дојдоа 70 на грчки бизнисмени, присуствуваше и поранешниот амбасадор Ѓорги Филипов. За 1TV тој изјави дека настанот бил многу позитивно примен, со поттик и гаранција дека односите меѓу земјите ќе се одвиваат во позитивна насока. И дека тоа и на дело се покажа од како се потпишал договорот од лани, стопанската соработка меѓу двете земји е покачена за 20 нешто проценти, значи скоро 1 милијарда долари. Да 2018 беше околу 800, пред тоа околу 700, значи на добар пат е да се зголеми таа стопанска соработка. Што се однесува до марките, само сакам да ги охрабрам сите стопанственици, па и од Грција и од Северна Македонија, затоа што гледам и грчки вести. И нивните стопанственици се божи повозбудени околу марките отколку нашите, бидејќи нормално тие е поголема индустријата. Нема потреба од никаква паника, затоа што во текот на оваа година, премиерот рече дека до 15 мај ќе треба да се формира таа експертска група, што ставена и од членови и од Северна Македонија и од Грција. Меѓутоа, тука ќе помагаат и меѓународната организација за стандардизација, Светската организација за интелектуална сопственост, Европската унија и така натаму. Звезди на вчерашниот бизнис форум секако беа ЗАЕФ и Ципрас. Тие најавија формирање на заеднички комитет за економски прашања, одржување на меѓувладени седници еднаш годишно, потпишаа неколку меморандуми, а најавија и економски бум во енергетиката. Во рамките на мерките за градење доверба произлегува иницијативи, особено во делот на енергетиката, што се веќе во напредна фаза. Имено, сакаме да го реализираме проектот за изградба на гасен интерконектор помеѓу Грција и Република Северна Македонија, што би се проширил и до Србија и Романија, но и до Косово и би се поврзал со трансадриатскиот гасовод. Балканот може да стане епицентарот, срцето, не само на европски интерес, туку на меѓународен интерес, токму благодарејќи на големите можности кои што се поплачуваат во полето на енергетиката, економијата, како и други полиња. Грчко-македонските делегации разговарали за соработка во областа на железницата, електричната енергија, телекомуникациите, за изградба на оптички кабел во областа на здравството, за да се овозможи медицински специализации на наши кадри во Грција, како и за поддршка на еколошки стартапи.